Не кон Европската акцијскиот план мора да се донесе, ама ние немаме проблем со планот за малцинства. Каков проблем имаме? Ние што стравуваме? Не може да се донесе. Бугарија прави проблем уште сега. Гледате, треба да се има политичка волја. Да не се лажеме. Оваа влада не ќе иде према Европа. Не сака, со се видовме, нема реформи. Нема никаква иницијатива. На крај на криштата, прашувате како кај се гледа изолацијата. Па на секој чекор се гледа изолацијата. Какви средби имаат нашите представници на владата? Со кој се сретна премиерот на самитот во Давос? Со никој. Никој не го прими. Кој државник го прими премиерот и нашата делегација? Кој представник на било која европска земја? Никој. Ниту еден. Тоа е сериозна изолација. Да не забораваме. Црна Гора и Албанија одат напред. Ако се најавите дека и од најголемите земји скептици кои што го блокираа процесот на проширување, сега кажуваат, како на пример Данска, а тоа го кажа данската амбасадорка за време на нивното председателство лани кога ги презентираше приоритетите. И рече, гледајте, тоа беше кај нас во собранието. Рече, ние бевме против, сега сме за, поради тоа што е и безбедносно прашање. Проширувањето на Европска унија е еден од приоритетите, заедно со помошта за Украина, заедно со промените кои што треба да се направат во ММФ, заедно со стратегијата за вештачката интелигенција. На крајците не упатуваат на Софија повторно, таму очигледно Радев сега ќе формира партија, ќе има избори, ќе победи, да. Што е суштината? Нема ова влада политичка волја. Примерот тоа јасно го кажа, за жал претседателката го поддржува, јас жалам што е овака. Меѓутоа граѓаните мора да знаат. Гледате, ние мора да се бориме. Добро, што е предлогот? Што е предлогот? Да ја поддржите позицијата на владата. Што е спорно во таа позиција на владата за да ја поддржите, на пример? Да поддржиме изолација. Не изолација, да поддржите позицијата. Да поддржиме изолација, дека да се направат уставните измени, ама да се добие некаква гаранција дека нема повторно да имаме вето и блокади. Што да правиме ситуација кога сите викаат не може да ви дадеме таква гаранција. Направите ги уставните измени, а после тоа сме со вас. Но само да ви кажам, само уште на работа ви кажам. Ако ние ги направиме уставните измени, ако ги почнеме преговорите, ако се отворат фондовите, ако почне да се зајакнува системот и да се спроведуваат реформите, никој никогаш за ништо нема да може на непринципијална основа повеќе не блокира. Ако згоре на се постигнеме национален консензус, као што ние предлагавме, за националните црвени линии и цела Европа знае дека ние за јазикот, за кој што патем е потврден од Европска унија, па имаме договор подпишано, Фронтекс на македонски јазик, со сите земји членки, вклучувајќи Бугарија. И ако ние кажеме дека за јазикот, историјата, културата, сите политички партии тука не преговараме, кој може да не запре? Да, ма исто така кажете сите. Само момент. Дека ќе направиме уставни измени, ако има гаранции, веројатно ќе се засили позицијата на државата. Добро, што правиме кога нема? Не може да стоиме уместо. Што сега се случува? Каков прогрес има сега? Ќе дадете ветер на владата ако застанете за таа позиција, да има партиски тендери, да се прави гледајте, партиски поделби може да нема само ако се прифатеше нашата резолуција, кој што јасно стојат кои се црвените линии за кои што никој во држава, било која влада, нема да преговара. Јазик, култура, идентитет. Никој не одговори. На крај на криштата ај друго да прашам. Што кажува ВМРО? Дека нема да изгласа уставни измени во вакви услови. Добро, тоа е проблемот. Не се проблемот тие прашања. Што сака? Да се земаат скапи кредити, да тераат проекти со соседни држави, да се делат партиски тендери, да нема прогрес нигде, да не зголемуваат минималната плата, да нема чекајте, само момент. Значи најдобро ќе беше 2022 да имаше консензус околу ова прашање. Очигледно таа шанса СДСМ и ја пропуштија. Сега имаме друга власт, добила легитимитет на избори, има друга позиција. Сега зошто не е легитимно прашањето зошто тоа да не го земете во предвид, на пример? Гледайте, знаете, оти вака се слабе позицијата на државата. Сега тие во Бугарија или не знам каде велат, ќе почекаме, ќе дојдат другите на власт. Тие имаат мислат дека треба веднаш да се донесат уставните измени. Јас сум спремен да дебатирам на било која тема. Впрочем, затоа и отидов кај премиерот после пожарот во Кочани. Свесен дека може би на своја политичка штета да ми кажат, као што ми кажува, а ти се договараш за себе и така натаму. А немаше за уставните измени не разговарате. Само момент. Меѓутоа тогаш ние инициравме, јас иницирав, премиерот прифати, наша работна група, која што ќе даде свое мислење за реформската агенда, со цел тука да има консензус и да работиме, ако ништо друго, барем за реформите, ги прати министерот за правда законите, ние дадовме експертско мислење, нема фидбек никаков од Министерството за правда. Впрочем, видовме цела мината година помина така.
Премиерот јасно кажа за уставните измени имаме разлика. И тоа нема да се случи. Ама што се случува сега, јас ве прашувам? Има ли стратегија? Не, само момент. Не, само момент. Да, ама гледате, не е исто, Албанија оди напред. Оди Црна Гора напред. Не, само момент. Не, се сложувам. Ама што ќе бидеме? Ние слепо црево тука на Балканот, на Европа, обкружени со земји во Европска унија, додека македонците барат бугарски пасоши да може да шетаат, да работат и да учат. Па нема да има бенефит само правосудството и реформите. Еве неколку бенефити од Европска унија, ке до европско правосудство, ке до европската обвинителка Лаура Ковеши. Еве ќе се зголеми довербата во правосудството. Ќе студираат на добри универзитети младите луѓе. Не, само знаеме аргументите. 4 години ги зборувате. Чекате, Гоце на власт како СДСМ и сега. Гоце, но очигледно ВМРО ДПМН воопшто не сака да го земе предвид тоа. Мицкоски вели ја додека сум премиер, заборавете го тоа. Добро. Има стратегија како ќе се движиме следните 5 до 10 години. Еве нека каже стратегијата. Па ете велат дека сами ќе се реформираме и дека ќе напредуваме. Што се реформираме за партнерство со Америка, со Унгарија, со Велика Британија? Какво партнерство направија со Америка, ве молам? Од нас стратешки партнер направија да не стават на листата на земји со Сомалија. Земји од третиот свет, да донесат специјален закон за борба со корупција на Балканот. Па мислите дека американците се наивни, не гледаат што се случува тука кај нас? Што друго направија да дојде американската ДЕА да прави и да фаќа дрога што се кримчари преку граница. Што направија со Америка? Еве што направија со Америка. Што направија со само момент. Што направија со Унгарија? Зашто ни е стратешко партнерство? Пазете. Во сферата на медиумите, цела мрежа на медиуми поврзана со луѓе блиски до актуелниот премиер Орбан. Понатаму, пруга која што е стратешки интерес пред се на Будимпешта, односно на премиерот Орбан. Понатаму Телеком, кој што сега доби дозвола кај нас, која е собственост на луѓе блиски на премиерот Орбан. Понатаму најава за проекти во енергетика, кажува министерката за економија, која што by the way признава дека буџетот е у катастрофална состојба, нешто на што ние укажуваме, дека има интерес компанија блиска до премиерот Орбан. Ние истраживме. Тоа е фирма Керкана. Што е спорно? Еве што е спорно. Што кога ќе нема Орбан утре? Како ние, чекате момент, станува збор за стратешките позиции на државата. Енергетика, транспорт, финансии, милиарда. Ние пругата ќе остане тука, нема Орбан да земе. Гоце само момент, приоритет ли е пругата? Пред, например, Центар за управување со отпад во Скопје. Чекај, момент само, не, само момент. Добива избори со програма, тој ги одредува приоритетите. Не може владата да каже, ние добивме на избори и ќе правиме што сакаме. Не ви даваме ни минимална плата, ние ќе си ги тераме нашите проекти. Доаѓам до клучното прашање. Утре ќе го нема премиерот Орбан. Па ние каква имаме стратешка релација или некоја историска или дали сме сосед? Не, само момент. Чекајте. Коридор 10 нема врска никаква со Ај стајте пругата на страна. Се сложу. Милиарда евра кои што by the way Европскиот парламент во соопштението и во извештајот кажа дека се кинески пари. Ние сите ги враќаме. Не знаеме кај е Орбановата кинеска милиарда поделена. Не беше ни на едно од првите интервјуа, кажав дека има алтернатива парите да се земат со многу помали камати од Светска банка, ако се сеќавате. Владата уште не формирана, после победата отидоа таму. Значи гледајте се. Многу сериозно прашање кое што е загрозена стратешката позиција и стабилноста на земјата. Финансии, во транспорт, во телекомуникации, во енергетика, врзани проекти за луѓе блиски до премиерот Орбан. Не за Унгарија како земја. Кај знаеме ние? Не, само момент. Ние од каде знаеме? Премиер на таа држава. Добро, еве гледаме, ги има избори, што ако ги изгуби утре. Како оваа влада се врзува за луѓе блиски до премиерот Орбан? Стратешката позиција ќе биде загрозена. Како не ви е јасно? Не ми е јасно. Навистина не разбирам што е спорно. Да ви објаснам. Знаете, кога беше Орбан не од вчера, значи Орбан е 15 години. Добро, еве сега кога беше СДСМ на власт, Сијарто секоја година беше во Скопје, значи ја не разбирам зошто има ни водеше. Ние имаме и сега одлични односи и добре да имаме како држава. Зошто се врзуваат на толку многу во тие стратешки интереси дека ете добро утре ќе биде. А добро, ги гледате ли анкетите за изборите што треба да се одржат за некој месец? А не го проблем и да изгуби се. Тоа што имаме ние со тоа се. Ако изгуби се. Но Гоце, чекајте, уште имаш. Како ние ќе имаме поголем проблем од него ако влеземе у стратешки договори за стратешки позиции во државата кои ќе се врзани со еден човек.
Како нема да имаме проблем? Со него, само затоа што лично, тоа е со Унгарија, влада со влада е договор, не е Мицкоски Орбан договор. Чии Телеком е 4iG? Тоа е приватна компанија. На човек близок пријател на Орбан. Кај знаете што ги се случува со неговата компанија кога тој ќе изгуби избори? Чија компанија најави министерката за енергетика дека ќе инвестира во гасна централа? На човек близок пријател на Орбан. Добро, не ги криете врските пријателства со Унгарија, но вело дека нема ништо спорно, тоа е сериозно е прашањето и сметам дека ова не треба да се прави. Ова со Унгарија не е ново, реков, но она што ми е ново, енергетиката е нова. Енергетиката е нова. Ми е српскиот свет и Вучичо. Сега не знам, во последно време многу пишувате во тие соопштенија за Вучич и за Тоа не е наше сознание, тоа е сознание на Европскиот парламент. Ама и Вучич не е од вчера. Ние немаме проблем со многу коректна соработка додека бевте на власт. Да, вакцини ви даваше, го фалевте дека ни помага како држава. Што се промени од тогаш? Гледате, до сега. Ете тоа што тој во тоа време не водеше државата. А сега ни ја води државата. Гледате како го копираат неговиот пиар. Гледате како го копираат, гледате како се однесува премиерот. Го копира дури физички како се однесува. Гледате како ја напаѓа опозицијата, како се обидува да фрагментира. Како ќе одговара на капиталот кој што дојде сомнителен преку Алта банка? Како може да дозволат сомнителен капитал кој што е одбиен од Европска унија да дојде кај нас? Да отворат ширум врати. Како е можно да веднаш влезе во дил со компаниите кои што беа дел од системот империја? Да откупуваат акции и така натаму. Тоа е Народна банка, претпоставувам дека направиле некакви анализи. Праште го тогаш гувернерот, нека каже. Кој што е ставен под директива партиска на ВМРО-ДПМН. Ете, тоа е забелешка. Ние немаме проблем со србите како народ. Вие не знаете како ние сме помагале на српските болници за време на кризата околу 2000-те години. Нема, имавте отворен Балкан, со Вучич, имавте вакцините се најмалиот дел кога ние споредуваме што ние сме правеле преку болниците. И јас знам што моите професори правеа за подршка на клиниките во Белград во 2000-та година. Да, ма тој беа бомбардирани. Не е ништо променено. Гледате. Вучич така влада е откако е дојден. Не е тоа нешто сменето. Ние имаме и документи и све дека има и новинари кои што се на нивни платен список, кои што соработуваат со српските тајни служби, кои што сериозно ја напаѓаат на недостоен начин на опозицијата и затоа сме така остри, затоа што за тоа има причина. Да, забележливо е дека после изборите имате промена во таа пиар стратегија. Од едно соопштение на МАН разбравме дека станува збор за српската агенција Прагма. Како и се што доаѓа таму, тоа е пропаганда и лажна информација. Тоа е фейк нюс. И тоа се тие луѓе кои што со недостоен речник ја напаѓаат. И мене лично СДСМ не сега. Тоа вадат некои докази дека имало падежи, дека соопштенијата, дека премногу детали за Србија, дека нема, да одговорам на прашањето, нема таков пиар. Пиарот е истиот, кој што работеше изминативе и повеќе од 15 години, истиот кој што учествуваше во демонтажа на режимот на Груевски. Сега повторно ќе го направиме истото. Тоа се внатрешни ресурси или користите на агенција? Да, апсолутно внатрешни кои се вработени во партијата. Да, зашто знаете забележлива е промената на реториката и вокабуларот. Затоа што имаме причина за тоа, затоа што имаме нови сознанија. И новите сознанија нас на тера да бидеме. Добро, се користите криминална власт, тендерска коалиција. Погледнете, ние за тоа даваме аргументи. За овие кај вас во партија тројански коњ, квислизни предавници, уценети продадени на ВМРО. Знаете, тоа не беше својствена реторика на СДСМ. Затоа имаме сериозни аргументи. Да. Затоа имаме сериозни аргументи. Па ние кажуваме зашто е криминална власт со криминалните тендери. Како забелешките дека залекувате на левица полека, дека премногу ставувате радикална во тој. Левица е јасно дека е контролирана опозиција, седна на маса со на премиерот на лидерската средба, тогаш за Кјута, се договара веројатно за нивни работи, ние контролирана опозиција нема да бидеме, затоа што државата е под ризик донесена. Со се ова што го збориме. Со целиот криминал кој што упозадине и корупција од енти степен невиден до сега. Ова е најкриминалната власт што држава некојаш имала до сега. И ќе се избориме. И ќе ја вратиме државата на правиот европски пат, без да ги лажат како што сега ги лажат од власта дека се загрозени националните интереси. Граѓаните мора да знаат дека тоа не е вистина, дека со ништо СДСМ во минатото не ги загрозил националните интереси, ниту пак ја имам намера такво нешто да направам, а власта ќе ја вратиме у раците на граѓаните. Корупцијата ќе искорениме и сите ќе одговараат. Нема да одите на лидерска средба сега и да ве поканат повторно? Дорогоце, зашо да одам на лидерска средба? Кои се темите за кои што треба да зборуваат лидерите на партиите? Чекате, лидерска средба да има. Лани бевте конструктивна опозиција. Но затоа кажам, не, точно. И ние сме и понатаму конструктивна, ама не сме контролирана опозиција.
Кои се темите кои што Зошто не отидовте на маса да си кажете што имате? А колку пати сум кажал јас до сега па немало фидбек. Еве го кажав примерот за реформската агенда, ништо. За уставните измени ништо. Па за што да збориме? За што да збориме? За некои нивни интереси, закони што треба така функционира демократијата, се знаете, господин. Не, гледате, демократијата. И време кога беше СДСМ, организиравте лидерски средби, се сложувам, меѓутоа демократијата не смее да се минира и не смее да се злоупотребува. А ова власт токму тоа го прави. Но диалог мора да има, што ќе правите, нема да. Ние сме секогаш тука да има диалог за стратешките правци и теми во интерес на граѓаните и државата. Еве да видиме, еве уште еден пример. Еве, мислам дека е едно од најсериозните моментов прашања за минималната плата. Еве дававме предлог во собранието. Ајде да видиме дали ќе се развие дебата за тоа прашање. Па да видиме вистинската волја на оваа власт да дебатира за проблемите на граѓаните. Еве ќе биде следен индикатор тоа дали ќе го прифатат во собранието или не. А што беше потребата од средба со Али Ахмети, на пример? Добре, јас имам за таа викавте дури дека е символ на корупција и подобро. Таква беше вашата оценка. Ја имам тет средби со многу други политички лидери на други партии и од албанскиот блок, претседател на собранието и така натаму, другите помали партии од македонскиот блок и така натаму. На сите средби е истиот разговор. Јас ја кажувам загриженоста наша, на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, за позициите, правците во кои што се движи државата, додека господинот Ахмети кажа една многу сериозна работа, загрижувачка за мене, барем, а тоа е дека се повеќе албанци го поставуваат прашањето зошто ние да живееме во иста држава ако македонците не ќе во Европа. Така да околу тоа се движа разговорите и уште некои битни работи за локалната самоуправа во... Не знам, тоа ќе опрашате господин Ахмети. 2001 ќе биде пак. Не знам, прашате го, јас само ви кажам што беше, вие прашавте што е средбата. Тоа беа темите, мислам дека се сериозни. Тоа што беше главна тема што свика лидерската Мицковски беше укинувањето на техничката влада, се постигна некаква согласност за тоа. Вие сте против, иако го прифатија вашето на некаков начин барање да не важат за следните избори, да важат за изборите последни. Дали вас тоа ви изгледа како прифатено барање? И дали мислите дека тоа е начинот да се однесе една одговорна власт ако нешто сте донело со консензус претходно на сите политички партии? Дали треба власта? Тоа важеше за 2016 само. Гледате, гледате, важеше. А потоа вие на лидерски средби си се договаравте, да. Важеше и за 20-та, важеше и за 24-та, како само за 2016. Ма во законот пишуваше во 2016, тоа беше за пржино, беше само за тие избори, првично беше така предвидено. Одлично. Потоа се договаравте со ВМРО и си го продолжувавте тоа. Ние сме сигурни дека околностите во кои што сега се наоѓаме се исти како во 2016. Партизација на државата, злоупотреба на државните ресурси, органите за безбедност, од кај знае пратеникот Бране Петрушевски, а кај се движам. И кога сум не, само момент. Изборите последни, вие мислите дека ВМРО ќе биде на власт до тогаш? Не, само момент. Не, јас го поставам прашањето кој е демократскиот капацитет да се направи нешто своеглаво и на своја рака без целосен консензус, ако така се донело во некој друго време. Тоа е главното прашање. Да, јас само ви кажувам дека се наоѓаме во истите околности. Дека би победили на следните избори, не знам зошто би било проблем. Гледате, јас сум прилично сигурен дека граѓаните се освестени и знаат дека оваа власт не наноси никаде. И јас сум прилично сигурен дека СДСМ е сериозен фаворит на следните избори, кога и да се случат, а сум прилично сигурен дека оваа власт нема да може да издржи вака, затоа што ниту ќе има пари во буџетот, ниту ќе направи нешто добро за државата и ќе има предвремени избори. Кажете една добра работа. Тоа го демантира. Добро. Дуи официјално го бара. Кој е вашиот став? Вие сакате да има избори или не сакате? Ние сме спремни да има избори кога и да. Не, вие велите дека ќе учествувате, ама дали ги посакувате? И ние сме спремни од сега натаму да настапиме на избори било кога. И немаме проблем да бидат годинава и следната па нека бидат и редовни на изборите. Ова влада не направи ништо добро до сега. Нема ни најава дека нешто ќе направи. Кажете една работа што не е почнато во времето на СДСМ, добра што ја направи оваа влада. Една работа, кажете. Ќе се каже тоа, ВМРО, туку бевте оптимисти пред изборите за локалните избори. Очекувавте да имате еден глас повеќе отколку изборите 2024, но не се остварија вашите најави, доживеавте голем пораз. Како него се ние на помала 126.000 гласа, имавте 30.000 гласа помалку него на ние имавме на помала излезност за советничките листи еднаков процент на гласовите од излезените гласачи, 15,3 споредено со 15,4. Добро, вие велевте да имаме еден глас повеќе, велевте вие сега математички формули. 175.000 гласови на градоначалничките за кандидати за градоначалници. 175.000. Не за подценување. Партијата е зачувана,
партијата оди се повеќе кон консолидација, јас одговорно кажувам дека ние ќе бидеме фаворити на следните избори. Ќе издржите ли вие до тогаш како лидер на СДСМ на чело на партијата со оглед на тоа што се уште се говори дека има структури внатре во партијата и покрај конгресот дека се уште се подготвува некакви платформи, иницијативи за промени во... Јас сум отворен и разговарам со многу луѓе, има луѓе кои што имаат различни мислења, меѓутоа седиме на маса, ги дебатираме, ги наоѓаме најдобрите решенија, на никој не му е затворена вратата, конгресот беше отчетен, се даде доверба на органите на партијата и одиме кон дополнителна. Тоа е третина од делегатите. Во огромен процент тие беа со причина. Правевме анализа на тие другари, тие некои беа на патување, значи причините се оправдани. Не е тоа неуспех на конгресот. И вообичаено е толкав процентот кој што доаѓа, околу 70%. Не е тоа некој неуспех. Како и да е, консолидацијата е постигната и одиме кон формирање и креирање на новата партиска програма во процес на сериозна и многу честа комуникација со членството, кој што процес ќе заврши на почетокот или средината на месец јуни со уште еден програмски конгрес, на кој што ќе ја презентираме партиската програма и... Значи, вие се подготвувате за избори, иако премиерот вели дека нема да има. Гледайте, премиерот нема да издржи да води државава вака, нема да има пари да поделат плата при крајот на годината, на сите овие зголемени цени, зголемена струја, на крај ќе се соочи со народен револт и ќе оди во политичка пензија и во историјата како премиер кој што ништо не направил за време на мандатот за држава. Добро, тие се прилично убедени дека ќе победат на следните избори кога и да бидат, како и да кажат граѓаните. Да, граѓаните ќе го кажат судот на крај. Ви благодарам за разговорот. Благодарам поканата. Тоа беше Венко Филипче, председател на СДСМ. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Се разбира, останете со Канал 5. Со мене се гледаме следниот четврток. Довидување.